Празните тезги на нашите пазари, наместо радост, се мака на сите земјоделци. Она што го гледате, почитувани сограѓани, реалната слика на тоа што ни се случува во моментот. Лошиот пласман на земјоделските производи е само заради негрижата на власта предводена од Зоран Заев. И наместо да извезуваме земјоделски производи, нашата земја започна да ги извезува земјоделците. И самите знаеме кои се актуелните откупни цени. Свесен сум дека на секој земјоделец му е тешко да ги слушне, но 10 денари за килограм домат, 5 денари за краставица, со 5 денари помина и пролетната зелка. Ајде да кажеме дека дел од овие производи со тешка мака се продадува по минимална цена. Но што да кажеме за околу 500 тони вишна во регионот кој ќе остане на дрвјата? Што да кажеме и за сточарите, чие јагне остана неоткупено? Ние се прашуваме дали Заев заборави од што живее Струмичкиот регион? Дали актуелната власт на СДСМ знае дека после сето ова, кој им го создаде на земјоделците, ќе замине во историјата на 15 јули? Почитувани сограѓани, да не дозволиме тезгите да ни останат напуштени, да не дозволиме маката на земјоделците да се повтори, да не дозволиме било кој земјоделец да не може да си го школува детето поради тоа што нема пари. А најважно од се е да не дозволиме прогон на нашите земјоделци да продолжи и понатаму. 15 јули е денот кога започнува обновата. Излези за окружи број 14, гласај за ВМРО ДПМН и направи се за да започне обновата.